повеќе локации во Куманово, конкретно на спомен Костурницата, еден простор кој постојано се уништува од несовесни граѓани. Што ќе преземе Министерството за култура? Дали веќе ви е доставено барање од локална власт? Значи, после години на негрижа, во соработка со општина Куманово и со Управата за заштита на културното наследство, започнуваме со практична реализација на проектот за реставрирање на спомен Костурницата на паднатите борци во Куманово, посветена на хероите од овој крај, кои што заедно со борците од Прилепнели први се дигна против окупаторот и ја одбележа народно-ослободителната борба. Спомен Костурницата представува комплекс кој што е составен од обелиск и костурници во кои што се чуваат посмртните останки на загинатите борци од НОБ. Тие веќе подолг период се во лоша состојба, затоа сме свесни, еве го направивме увидот и денес, поради недостаток на адекватна грижа од надлежните институции. Како што сега видовме, особено е влошена состојбата на релјефите, на конструкцијата на криптата, на мозаичните плочки од пристапните скали и на централното плато. Во исклучителна лоша состојба се и придружните простории. Стручен тим формиран од Националниот конзерваторски центар веќе детално ја детектираше состојбата, нотирани се сите овие проблеми и тие сега ќе се решат со проект за конзервација и реставрација на сите елементи. Нашите служби и установи во текот на овој период ќе ги извршат сите потребни подготовки во согласност со законската постапка. Спремни сме проектот да го реализираме доколку биде готов со зголемени средства од ребалансот веќе во втората половина на 2018, но во секој случај ќе го реализираме во 2019 година. НОП е нераскинлив и особено важен дел од нашиот идентитет и од нашата државност. Сите борци кои што паднаа за слободата на Куманово и на цела Македонија се најзаслужни за државата која што денес ја имаме. Со големите дела, тие не само што не задолжија, туку заслужуваат и максимална и длабока почит и ние токму со зачувувањето на овој комплекс и неговото обновување ќе ја изразиме таа почит.